121 година од смртта на најголемиот македонски револуционер и национален херој Гоце Делчев, од неговото вечно почивалиште во црквата Свети Спас повици за национално обединување и враќање на надежта за Македонија, за чија слобода и независност се борел токму Делчев, на тоа повика лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Денеска се поклонуваме на ова место, за нас посебно, традиционално, на македонскиот великан Гоце Делчев, со желба за национално обединување, општествено обединување, нешто што ќе ни биде потребно после 8 мај, нешто што треба да биде императив после 8 мај, да ја вратиме надежта, дека Македонија и граѓаните во Македонија ќе успеат. Со пораки за обединување и социјалдемократите, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич запрашан дали можеби преговорите со Бугарија за Делчев се една од причините за дебаклот на СДСМ во првиот круг од изборите, вели дека тие никогаш не преговарале за неговиот статус. Тоа била работа на историската комисија, од каде пак неколку пати се пожалија на политички притисоци. Ние не сме преговарале за Гоце Делчев, никогаш, ниту планираме да преговараме. Тоа е една од многуте теми што се разговара во историската комисија. Гоце Делчев не бил предмет на политички разговори никогаш. Неговиот аманет и за сегашните и за идните генерации, затоа што истиот е символ на единството и секако на државотворноста кој што се борел за слободна и просперитетна држава. Во вечното почивалиште на Делчев имаше повеќе делегации, една од нив годинава предводена од председателот и кандидат за нов мандат Стево Пендаровски, кој претходно праќаше само представници од неговиот кабинет. Цвеќе на гробот на Делчев положи и кандидатката за шеф на државата Гордана Силјановска-Давкова, како и Максим Димитриевски. Дел од владината делегација беа министерките Славјанка Петровски и Каја Шукова. Го немаше поранешниот премиер Димитар Ковачевски. Од СДСМ дојдоа Бојан Маричич, Сања Лукаревска и првиот човек на социјалдемократската младина Марко Михаиловски. Ковачевски во чест на Делчев објави само на Facebook, порача како што најголемиот револуционер не се откажал од својата борба, не требале ни тие. Во време кога во повеќе делови на Европа и светот беснеат војни, Гоцевите зборови делуваат како отрезнувачка порака за човештвото. Неговата борба за слободна и независна македонска држава ќе остане вечен паметник за жртвата што ја даде тој и неговите современици. Во чест на Гоце Делчев денеска беше одржана панихида од Македонската православна црква и повеќе делегации положија свежо цвеќе, за разлика од претходните години кога имаше тензии за овој ден поради спорот со Бугарија и организираните бугарски делегации. Оваа година одбележувањето на денот кога загинал Делчев беше мирно и само со присуство на делегации од Македонија, а немаше и официјално од Бугарија. И таму е предизборие, за во јуни се закажани новите избори, а историската комисија со месеци е заглавена.